Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Случувањата со серијалот Македонија и сериозните обвинувања за малверзации во овој проект и оштетување на буџетот на Република Македонија за милионски средства повторно ја отворија Пандорината кутија на македонската кинематографија и сите оние негативни работи кои се споменуваат во овој сегмент, а кои се провлекуваат со години. За сето ова вечерва ќе зборуваме со нашите гости, тоа се филмски работници, луѓе од оваа фела кои работат, тоа се Роберт Насков, продуцент и председател на Друштвото на филмски работници на Македонија, Ана Василева, новинар на Макфакс, исто така Василевска, да, и филмски рецензент, како и господинот Горијан Тозија, веде директор на Агенцијата за филм. Господа, добра вечер. Со оглед на тоа, господине Тозија, дека вие денеска излеговте на пресконференција во владата, кажавте едни прилично сериозни обвинувања за продуцентот Јадран Филм од Хрватска, кој требаше да работи на овој серијал Македонија. Веднаш првото прашање за вас, како се направени според вас овие прекршувања, како е прекршен договорот, за колку пари и како е оштетен буџетот? Благодарам, добро вечер на сите. Благодарам за поканата и можноста да поразговараме за ова и да ги дообјаснам, ги расветлам некои работи кои се однесуваат на телевизиската серија Македонија. Значи, јас денеска на пресконференцијата и на брифингот во владата на Република Македонија изнесов само факти, подкрепени со документи, во каква состојба е серијата, што се случува и се обидов да кажам, да објаснам дека серијата е добиена, одобрена на еден неприроден начин, несвојствен начин кој до појавањето на таа серија беше применуван во Македонија и некои, да кажам, вообичаени стандарди во светот или во Европа како се работи. Таа е одобрена кој период, само да кажеме за гледачите? Кога е одобрена? Серијата е одобрена во 2015 година и пред тоа предходеше промена на законот за филм, кај што до тој момент за Агенцијата за филм финансираше исклучиво филмови. Во тој закон е направена една мала измена, кај што е многу мала, навиду многу значајна, е производство на филмови и други аудиовизуелни дела, кај што спаѓаат и овие телевизиски серии. Да се вратиме на овакво на серијата, со серијата за серијата е распишан конкурс. Конкурсот уште во старт се гледа дека погодува на оваа серија или и на серии кои би можеле да бидат пријавени на тој конкурс, меѓутоа према мои гледања на работата се знаело дека оваа серија ќе биде пријавена. Зашто? Значи, продуцентот Јадран Филм Скопје ја оснива фирмата 8 дена по објавувањето на конкурсот. Значи, пред тоа фирма Јадран Филм Скопје не постоела. Немала таква. А пријавата е во последниот ден, добро, запазен е рокот. Вообичаено и пракса беше да за аудиовизуелните дела и филмовите се бара сценарио, се бара банковна гаранција и се барат сите останати релевантни документи. Оваа серија кошта 4.602.000 евра и е најголема, према мои сознанија, во историјата на македонската кинематографија и македонската телевизиска продукција, дадена, финансирана од државни пари, дури не само во Македонија, многу пошироко. Само да, како пример, ако ги земеме данските телевизиски серии кои се многу квалитетни, државата некој пат учествува во нив, ама никој пат со 4.602.000. Ова е највисоката цифра исплатена за една телевизиска серија. Второ погодување, мислам дека е направено кога од продуцентот Јадран Филм Скопје не се бара никаква банковна гаранција. Само за споредба да ви кажам, за еден студентски филм од 5.000 евра, ако даеме на некој студент за дипломски овакво филм, ние му бараме гаранција од 25%. Овде таква работа нема. Уште поголем парадокс и моје чудо невидување и е неразбирливо, мислам, за целата јавност, што малку има овакво
информации како се движат работите во оваа индустрија е одобрување на 4.602.000 евра без доставени сценари, без изготвени сценарија на база на 27 или 30 реда синопсис. Тоа е недозволено. Не знам што понатаму да зборувам. Добро, колку пари се префрлени на продуцентот и што требало тој да направи во периодот, во роковите кои се предвидени со договорот? Значи на продуцентот му се префрлени 68 милиона или тоа се 80% од првата сезона. 68 милиона денари. Денари. Тоа денари. е милион сто и нешто нешто, евра, да. нешто. Да. За првата сезона. Само да дојдеме до парите, има уште 2-3 битни работи кои мислам дека треба да ги кажем. Покрај тоа што нема сценарија, серијата е пријавена со 140 епизоди и одобрена е со 140 епизоди. По кратко време следува анекс, кој продуцентот се жали и вика многу тешка е, комплицирана е серијата и управниот одбор, агенцијата му одобрува скратување од 140 на 80 епизоди. А при тоа парите остануваат исти. За човек со малку се разбива во продуцентство, знае тоа што значи. Ако за една друга серија, која во исто време конкурираше, по епизода е околу 32-3.000 евра, на оваа серија по епизода, а исти временски период или сличен, костимирана, со сценографија, со сите пропратни неопходни елементи да се создаде едно визуелно дело, а на оваа серија и доаѓа приближно 100.000 евра по епизода. Да. Добро, ќе продолжиме за ова. Василевска, вие истражувавте на оваа тема, повторно ја актуализиравте приказната во јавноста. Кажете ми, кои беа вашите сознанија, како дојдовте до ова и вие контактиравте и со продуцентот, со изврниот продуцентот Хрватска, со Јадран филм. Што ви кажа они? Нивните аргументи за тоа зашто серијата не е завршена беа во принцип дека тоа е се уште во подготовка, дека серијата е многу сложена за работа, дека треба многу да се истражува, дека сценаријето исто така не може да биде веднаш готово, дека станува збор за еден нов начин на работење на серии, дека тоа е тренд во светот, каков што и е, дека всушност сега тие се работат со креатор, не се работат со режисер, дека е сосема легитимно да се менуваат сценаристите, режисерите, продуцентите и така натаму, што нели не е баш така, меѓутоа таа беше нивното објаснување и како такво беше објавено, значи како другата страна која беше присутна цело време и постојано за време на написите кои течаа некаде, мислам дека од јули месец, значи последователно 3 или 4 написи во кои како тековно истражував и ги пишував информациите, беше присутен и Винко Грубишич и Јадран филм со неговото образложение. Се разбира, тоа не беше веднаш на самиот почеток, кога се отвори приказната, тогаш веќе се покаже интерес за да се каже нешто во јавноста. Тоа што мене ме интригира како новинар, значи сега е моментот што за ваква обемна серија, значи зборуваме за серија без преседан во нашата кинематографија, всушност визуелно остварување без преседан во дали од обемот на тоа како треба да се снима, дали е скандалозноста со тоа што тука имаме странски продуцент во игра, дали затоа што се во прашање фантастични 4 милиони. Ние имавме вето на информации, речиси 5, имавме вето на информации од цели 2 години, за кои јавноста ништо не беше информирана. Зошто толкава мистерија и толкава тајна околу нешто што е, би требало да биде транспарентно, уште повеќе ако станува збор за серија насловена Македонија, тоа би подразбира дека би се правело некаков, јавноста би била информирана, ние некако би почнале да навлегуваме во тоа како приказна да ја сакаме. Во принцип така се работи некој маркетинг кога сериите се рекламираат, значи уште повеќе сега тука ќе мораме да правиме една мала разлика, значи дистинкција меѓу тоа што се работи со буџети кои не се од државата, ние сме сведоци сега на една голема експанзија на серии кои се работат во Македонија, мислам се прикажуваат во Македонија и се работат во Македонија од македонски филмски работници, значи македонски продуценти, но средствата, значи барем најголем дел од средствата не се носител не е државата. Во овој случај е
имаме една обратна ситуација каде што државата е главниот носител на средствата, значи апсолутен покровител. Ние имаме уште повеќе преседан што овој проект дури не е ни конкуриран како редовен во Агенцијата за филм, туку како од сериозен национален интерес. Значи, национален интерес, некој проценил дека тоа треба да е наш национален интерес, а нацијата, односно народот, не знае ништо за тоа. Да. До моментот додека почнавме да истражуваме. Да. Потоа и се отвори се натака. Добро. Насков, веројатно дека случувањата околу серијалот Македонија начнуваат да доста некои прашања поврзани со случувањата во македонската кинематографија, но еве и ова што Василевска го кажа е прилично индикативно и мислам на јавноста, прво тоа и паѓа во очи, зошто странски продуцент за толку голем македонски серијал, еве како што кажува и господинот Тозија, со рекорден буџет во историјата на Македонија и плюс серијал кој се работи, нели, за Македонија и се нарекува Македонија. Па јас можам само да кажам, бидејќи јас сум и претседател на Друштвото на филмски работници, дека Македонија има капацитет, има филмски професионалци кои можат да изработат филмска серија. Зашто овие средства и оваа серија доделена токму на некој странски државјанин, во случајов Винко Грубишич, тоа треба да даде одговор бившата директорка на Агенцијата за филм Мими Ѓорговска-Илиевска. Таа конечно го потпишува договорот со него, со продуцентот и таа понатаму одговара како тој договор ќе се спроведува. Јас мислам дека тука се морам прво да кажам она што е најважно за мојата фела, за моите колеги, дека е од исклучителна важност ваквите проекти кои се на криминален начин одобрени од Агенцијата за филм од минатата директорка и од управниот одбор на чело со Ирина Димовска, дека мора да се расчистат. Нас како и на државата ни е потребно ресетирање, значи ние мораме прво да расчистиме со овие проекти кои представуваат баласт. Не само правен, тука и финансиски за самата агенција, бидејќи ние мораме да продолжиме понатаму да создаваме проекти преку Агенцијата за филм. Не смееме да се доведеме у ситуација да на јавните пари кои ги донесува агенцијата гледаме дека да се однесуваме како тоа се пари на некој сосема друг. Тие пари до сега во Агенцијата за филм беа донесувани, одобрувани на начин како да тоа се приватни пари на вработените, приватни пари на директорката и на минатиот директор што беше пред неа Башевски, така да многу работи се начнати во оваа серија. Мене ми е исклучително жал што ние наместо да разговараме сега тука за успеси на македонски филм и за успешни серии, ние разговараме за скандали и тоа е тоа што мораме да го расчистиме пред да продолжиме понатаму во создавање на нови филмски дела. Да. Добро, ние денеска контактиравме и со господинот Винко Грубишич, ние снимивме еден краток разговор со него. Јас предлагам сега да го видиме прво разговорот, па ќе продолжиме со серијата, бидејќи во него има и некои негови аргументи кои се спротивни на она што го зборува. Како и коментирате обвинувањата на македонската влада и Агенцијата за филм дека не се испочитувани роковите со кои што е склучен договорот за дистрибуција на серијалот Македонија? Тоа е неточно, дакле ми смо поштивали рокове, ми смо сукладно закону и уговору кој смо подписали затражили корекцiju динамике. Садашњи ВД равнателј, директор Тозија нас je obavijestio da nema upravnog odbora koji može donijeti odluku. Mi smo se nekoliko puta pisano obratili agenciji. Znači netočno. A koja je причината? Mislite što je razlog? Da. Pa mi ćemo razlogu, stvarnim razlozima ovoga što radi VD direktor agencije izvijestiti javnost, a mi smo već poduzeli pravne i druge mjere pred nadležnim tijelima Makedonije vezano uz to. Дали вашата продукција има представништво овдека во Македонија? И исто така од владата обвинија дека практично била регистрирана продукцијата 8 дена после откако бил направен конкурсот за филмот. Ovako, ja vam ne znam detalje, mi imamo više suradnika i djelatnika u Makedoniji koji se nama rade. Mi ćemo dostaviti vama i cijeloj javnosti očitovanje vezano uz ovo što je danas izjavljeno na preskonferenciji. I želim reći to da pozadina udara, dakle i razloga svega ovog što se događa je vrlo banalna i mi ćemo o tome obavijestiti makedonsku javnost i sve koji se to tiče. Inače, poštujemo, mi smo tvrtka sa 71 godinu tradicije, snimili smo stotine filmova i najskuplje TV serije i uvijek je
funkcioniralo i štimalo i nikad nije falio ni denar, tako će biti ovaj. И сосема за кратко станува збор за проект од 4,6 милиони евра, колку досега од средствата се исплатени? Mi smo primili 80% sredstava za prvu sezonu, dakle možda petinu tih navedenih sredstava i mi ćemo seriju Makedonija završiti i isporučiti je onako kako je planirano. Ви благодарам, господин Грубич, за разговорот. Ви благодарам. Eto, hvala vama na prilici da govorim. Да, ете, тоа е ставот на господинот Грубишиќ. Господине Тозија, го слушнавте. Веројатно, тука има неколку поенти. Значи, тој прво вели дека неколку пати писмено се обратиле до агенцијата, не добиле одговор. Дека од вас добил некакво известување дека немало управен одбор во агенцијата, затоа не можело тоа да се реализира со договорот, не знам точно што мисли. Но, истражувајќи на оваа тема, најдов и некои отворени писма објавени во јавноста на оваа тема, каде што има и некои ад хоминем напади кон вас, некои лични напади, сега нема да налегувам во тоа, дека имало и некои должнички, доверителски односи со некој продуцент тамо во Јадран филм, дека вие ова е некоја лична ваша одмазда на оваа продукција, па еве би ве прашал за сето ова. Воопшто не ми беше во план да се занимавам со ликот и делото на Винко Грубишиќ. Секој кој сака да дознае кој е Винко Грубишиќ, нека укиса у Google и ќе види што ќе излезе за него. Човек со милион афери. Се што кажа вечерва е лага. Значи, се тотално. Нити тој Јадран филм, што за кој он зборува, е истиот Јадран филм, он на еден криминален начин, и да не кажувам други, ако не сакам јавноста да ја оптеретувам со информации кои не се однесуваат на Македонија, го купи Јадран филм во претворба во приватизација. Јадран филм за кој он зборува, за тие телевизиски серии, јас сум ги работел. Во тоа време јас работев. Винко Грубишиќ тогаш не знам ни колку години имал и дали уопште знаел што е филм, дали идел у кино. Јадран филм во Македонија нема канцеларија. Ако имате договор за 4 милиона и 602.000 евра и немате канцеларија, немате еден запослен, немате екипа со која ќе ја снимите серијата, зашто он зборува, со кој како комуницира? На 16 август има примопредавање помеѓу бившата директорка на агенцијата и мене. Тој ден го користам со незе, долго беше примопредавање. На 17 ги барам документите дека веќе во јавноста почна да се зборува за серијата, а и пред тоа имаше информации, поготово во нашето друштво кое се занимава со филм и во Македонија и надвор од Македонија се зборуваше за таа серија, се зборуваше за ликот Винко Грубишиќ. Ги добивам документите и сваќам дека нема ништо, нема никаква информација. На 18, значи 2 дена од моето стапување на функција, пишувам писмо до канцеларијата, кај што е пријавена, имавме некоја адреса, на Јадран филм Скопје, кај што барам следно. Барам информација до каде е снимањето на серијата, барам DVD со снимениот материјал, барам процентуално колку серијата има напредок до крајот на снимањето, барам колшит или дневна заповед, дневна наредба тоа, иначе колшит се користи во судовите како доказен материјал од филмот, кај што е прецизно наведено кој ден сте снимале, денот на снимање, часот на отпочнување на снимањето, локацијата на која сте снимале, сцените кои сте снимале, минутите кои сте ги снимиле, кои ќе ви бидат евентуално во серијата, кои глумци ви биле, кој костим се користил се. Тоа не може да се кривотвори, тоа не може да се фалсифицира. И давам рок за 5 дена да добијам одговор. Не добијам никаков одговор. По 2-3 дена ново писмо, бидејќи излезе во јавноста дека веќе серијата е продадена на американци, многу луѓе ќе ја гледаат, цел свет ќе биде заинтересирана, дури во самата апликација он оди за тоа, вика, ова не е серија, ова е надсерија. Ова Game of Thrones се мало дете за оваа серија, јас што ќе ја произведам. И тогаш го прашам, го замолувам да ми ги даде договорите со дистрибутерите со кои он веќе ги има подпишано договорите. Нема. Након
трето писмо за 2-3 дена, значи тоа од 18 до кај 23, 4, 5, 3 писма, ниеден одговор нема. Формирам комисија, по законот имам право и агенцијата има право да врши надзор на средствата кои ги дава. Формирам комисија и на оди да ја бара канцеларијата на која е пријавена фирмата Јадран Филм Скопје. Наоѓа адвокатска канцеларија, кај што адвокатот вика, ја имам проблем со него, тука нема ништо, нема документи, нема ништо. Добро. Го пријавам случајот во Министерство за култура, инспекцијскиот надзор на Министерство за култура оди по потрага на канцеларијата Јадран Филм Скопје. Во меѓувреме ни јавуваат дека не е таа адреса некоја друга адреса, адресата на која ни ја даде Винко Грубишич е кафич. Не се наоѓа таму ништо, по 2-3 дена добиваме нова адреса и одиме во таа нова адреса и наоѓаме тоа се 3-4 фирми во еден стан, кај што една од нив се занимава со книговодителство и нас не известуваат. Не сме склучиле договор, ама ќе склучиме договор уште со него. Деновиве го нема нигде. Инспекцијскиот надзор на и на агенцијата за филм и на Министерството за култура вика дека не може да се најдат нити лица кои се запослени, нити седиште на фирмата, нити никаква документација. Сега, на кој он му пишувал, како му пишувал, јас такви документи не знам. Мојата преписка, официјална, со него е со овие 3 писма. И тука завршува. Мора да знаете дека Винко Грубишич вакви проблеми има и во Хрватска, и со Хрватската телевизија, има и со Хрватскиот аудиовизуелен центар, и ова не му е прв пат. Да. Што ова сакам да го додадам? Значи, на еден состанок во Кан на регионалните директори на филмските фондови и центри, донесена е одлука на база на Европската конвенција за соработка во филмската дејност и копродукција, да директорите ги разменуваат информациите и се информираат еден со друг. Македонската агенција за филм е информирана за опасноста ако се влезе во проект и да бидат внимателни, ги замолуваат и им пуштаат дека во овој момент 2 кривични пријави на судот во Загреб се фори Винко Грубишич и ви викаат, пазете луѓе, отворете си ги очите со каков човек си имате работа. Кога е пуштено тоа? Кога е дадено тоа известување? Тоа е пред да се склучи договорот негдека. Известена е Македонската агенција за филм? Да. И потоа е сепак склучен договор? И тоа е, да, сепак, после тоа е сепак склучен договор и не знам, многу лошо е, бидејќи јас сум лично нападнат, јас сум ВД директор на агенција за филм. Ја немам лично со никого од нив ништо. Овој договор е прекинат не од моја волја. Овој договор е прекинат по сила на закон. Вие сте дале на некому пари, додаден рок да ви ја заврши работата. Нема пари, нема филм, нема серија, нема ништо, нема документи. Да. Василевска, ова што го слушаме, имавме ние во годиниве еден наплив од серии со така слободно можеме да кажеме патриотска содржина, патриотски набој. Еве вие истражувавте за оваа серија за Македонија. Мислите ли дека во следниот период можеби ќе се откријат доста вакви некои нови интересни моменти, бидејќи се навистина дадени многу пари во тој период? Па да, е многу индикативно што прво што се дадени многу пари, голем дел од тие пари не се само од агенцијата за филм дадени, тие се дадени од Министерството за информатичко општество, ДАИК. И тука како да кажам, некаква трага или тоа како производ, ние го немаме видено. Значи, тоа што ќе се зема од агенцијата за филм како средства, има уврска да се достави копија таму и тоа веќе некако може да се направи евиденција. На се останато што е работено како баш овие што зборуваме со историска содржина така за некои периоди од македонската историја, се снимани многу документарци колку што ние дознаваме, можеби со епизоди 40, 20 и така натаму,
со секакви наслови, Па меѓутоа годиниве мислам дека секојдневно на која било телевизија да Да. пушташе, можеше да видиш таков Тоа документарец се во било некакви, кој да, период на хибриди времето. кои се некои полуиграни, полудокументарни и така натаму. И едноставно се нема евиденција што све е сработено и да речеме колку средства се одлеани и така натаму. Значи, индикативно е зошто исто така е прекината една пракса на доставување на такви копи во кинотеката во Македонија, како што било пракса до пред 10 години. Јас имам впечаток дека воопшто сега да не навлегуваме за тоа каква е содржината на овие сериите. Таква е каква што некој сметал дека треба да биде во тој момент. И нели не е ништо страшно да се сработат некои историски содржини, колку е тоа квалитетно и дали тоа нас во толкава количина ни треба, е веќе друго прашање, нели? Тоа што е индикативно зошто толку голема нетранспарентност во се. Кој тоа имал желба и зошто толку многу да се укрива нешто. Уште повеќе што во овој нели случај каде што ескалира во со серијата Македонија, каде што зборуваме на вистина за огромни средства, да се држи нешто толку долго во тајност. Значи тоа е нешто што мене повеќе ме интегрира, отколку дали овие серии со историска содржина нас ни требаат и понатака и дали ќе продолжи тој тренд. Сметам дека не треба да продолжи, ако мене ме прашувате вака како конзумент. Сметам дека ние треба да одиме да газиме малку помодерно, значи да фаќаме чекава светот, дека е добар овој тренд каде што се не знам, еве, нема да... Ако ќе биде неблагодарно да ги именувам сите серии што одат по телевизија, нели, ако тоа звучи како реклама, меѓутоа и не се многу, дел од нив и се бават со некоја историска содржина, меѓутоа нели на некаков поинаков начин со многу модерна продукција и така натаму. Значи се зависи од крајниот производ. Не е тоа толку страшно дали е нешто историски, колку што крајниот производ. Сега, каква била целта? Ако ме прашуваш сега дали некој сакал тука да пласира нашата историја како што беше случај да се нели да се фабрикува некаква историја, односно да се пресоздава како што е проектот Скопје 2014, тоа е друго веќе прашање. Можеби тоа било една сеопшта нели културна политика или веќе како да ја наречам пропаганда на она што го живеевме долги години, или 10 години, можеби исто така е ова дел од целата приказна, меѓутоа тоа со сигурност нели не можеме да го кажеме, можеме само да го констатираме. Дали може да се надоврза малку на изјавата на Винко Грубишич, ако ми дозволиш? Мене ми е многу интересно, значи како е можно да после тој дециден став на владата на Република Македонија денеска и на тој брифинг каде што слушаме веќе втор пат, првиот пат беше на 1 ноември, кога Миле Бошњаковски даде изјава дека владата одлучи да се стопира проектот затоа што е правно проблематичен и се констатирани сериозни криминали. Во еден од текстовите изјава имаше и директорот на финансиска полиција, каде што нели случајот е исто така земен да се истражува и случајот е во моментов пред обвинителство. Значи тоа се каже денеска во влада. Не знам од каде токава храброст да тоа да се спори и да се зборува контрааргументирано значи ние сега тука веќе ќе направиме некој меѓународен скандал ова. Не на тоа ми личи. Јас само ако ми дозволите сега. Значи ова моментално сега вчера и денес што се случува, тоа е една нова политика на Винко Грубишич, бидејќи од целата една затвореност, тотална нетранспарентност, сега има 2-3 PR агенции ангажирано, еден голем број на новинари кои работат за него, која пласираат тој трейлер што се појави, го пласираат како еве серијата е готова, се обидува да неговиот криминалот го сведи на политички обрачун. Мене може да ме дезавуира колку сака тоа е моја лична работа како јас ке се бранам. Но криминалот да се стави дека е ова одмазда од некој политички аспект, тоа е навистина овакво крајно непримерно и тоа не треба да земе се. Да, сакав ова што го спомнате за трейлерот. Добро, може ли еве да се смета дека тој трейлер е некаков не знам доказ или гаранција дека серијата е до некаде направена, бидејќи очигледно дека тоа е намерата. О, мајко, ајде. Секаде и апсолутно тоа е пракса кој што ја знаат сите што иоле малце познаваат филм, дека трейлер произлегува од веќе снимен проект, снимен филм, снимена серија. И вие од тој после материјал може да измонтирате трейлер со кој што ќе го промовирате проектот. Во овој случај е сниман трейлер, бидејќи они кога снимале трейлер, што е навистина
наистина смешно да кажете дека снимате трейлер, бидејќи веќе они имаат добиено финансиски средства да снимаат серија, трейлер воопшто не е потребен. Зашто е некоја обратна насока на Апсолутно, правење на- апсолутно. Така да ја повеќе би зборувал сега, Василевска повеќе истражува, а колегата Тозија е вклучен во оној дел како ВД директор на агенцијата, каде што мора се разбира правно да постапува. Јас би говорил повеќе за последиците кои што ваков тип на серии кои што се доделени на начин на кој што погодуваат на одредени продуценти. Јас веќе зборам во лично име за да не спомнувам колеги, бидејќи не се присутни тука, за сите проекти каде што јас сум ги продуцирал и што сум ги работел, поготово последниот кој постои новиот закон за филмска дејност, за кој што исто би сакал да продискутираме понатаму, сме требале да дадеме гаранции со кои што на некој начин вие потврдувате дека сериозно имате намера да го работите тој проект. Дека ви е стало до тоа дека проектот ќе биде завршен до крај. Јас во своите проекти неколку пати и сум земал за одредени проекти и кредити банкарски, за да можам да го исплатам одреден дел од снимањето или да ги платам хонорарите на моите колеги. Зошто за некого тоа може да не важи, а за останатите продуценти им се дава договор кој што апсолутно мора да го потпишат со услов, инаку не може да понатаму да добијат финансиски средства од агенцијата за филм. Значи, јас во таа насока повеќе ви говорил, бидејќи ја представувам и филата и лично сум продуцент и засекнат сум од вакви неправилности при изборот на конкурс на одредени проекти, а и понатаму кога одредени проекти ќе бидат одобрени, како тие се третираат. Значи, ние како продуценти не бевме третирани еднакво во изминатиот период. И тоа мора да се каже. И јас, за жал, ќе заврши ова, како што ќе заврши правно, ја се надевам дека надлежните институции ќе дојдат до конечна разрешница, дека конечно ќе профункционира тука, дека ова не е единствен проект кој што на овој начин бил третиран. Дека ќе се појават и други проекти кај што ќе има одредени криминали. Мораме да ставиме, да подвлечеме црта и мора тие проекти да се расчистат веднаш. И затоа јас сакам се и јавно да го прашам колегата Тозија што мисли понатаму да прави, бидејќи работата на директорот е се разбира да правно ги третира проектите, меѓутоа што е со понатамошните проекти? Ние мора да создаваме нови филмски дела, ние мора да направиме стратегија што ќе правиме понатаму со филмовите што треба да ги снимаме. Дали ќе идеме пак вака да ни се случуваат ваков тип на проекти, дали успесите ќе ни се случуваат инцидентно или ќе направиме стратегија, ќе направиме добар закон за филм за кој што сите ќе ни овозможат, на сите оние што реално сакаат да се занимаваат со филмска дејност, за да може да работат проекти кои ќе донесат успех на Македонија. Бидејќи со сигурност морам да ви кажам дека сите оние колеги кои што искрено се занимаваат со филмска дејност, им одговара да имаат правила и критериуми, да имаат тврсти закони по кои што тие ќе работат. На сите оние што се пролазници во оваа филмска дејност, а гледам дека тоа во последно време станало многу популарно, па понатаму колегата Тозија се надевам дека ќе ги соопшти податоците колку филмски проекти во овој момент се во фаза на реализација, односно имаат обврски агенцијата за филм, ние во наредниве неколку години ќе нема што да работиме како продуценти. И мислам дека е тоа резултат на ваков начин на работење во изминативе, поготово во изминативе 2 години кога агенцијата раководеше Мими Ѓорговска-Илиевска. Да, еве, ова прашање на господинот Насков останува, а јас во истиот контекст, според некои податоци, еве, што јас ги имам, е дека во периодот од 2008 до 2015 година се одобрени за производство 145 филма, сега може би некој број помалку повеќе. Значи вака, 47 долгометражни, 40 краткометражни, 45 документарни и 13 анимирани. Тоа се тие податоци што јас ги имам, но тука е интересно што потоа во овие податоци, овие информации јас што ги имам, значи колку се плаќани поединечни проекти, анимирани филмови, документарни, например еден документарен филм е подржан со 95.000 евра, други по 50, има анимиран филм кој е подржан со 200.000 евра, некои податоци. Тука некои вели дека се одобрени, но сега тука се наоѓа и она прашање кога се вели дека се одобрени, дали се дадени и пари, исто така е важно, а за многу се вели дека никогаш не се ни снимени. Тоа сакам да ве прашам, еве само ако исто може што јас ве праша господин Насков. пред да одговори Тозија. Македонија нема толку филмски продуценти.
Значи не може да има толку проекти што се финансирани од агенцијата. А јас многу добро ги познам колегите, 20 на години се занимавам со филмска дејност. Не е филмски продуцент ако вие отидете во Централен регистар на Македонија и регистрирате фирма со шифра 5911 што третира филмска дејност. Со тоа не станувате продуцент. Продуцент се станува со работа, со искуство и со докажување дека вие можете да водите одреден проект. Овие бројки што вие ги кажувате сега, укажуваат на тоа дека продуценти се регистрирале секојдневно и аплицирале во агенцијата за филм и за тоа добивале средства. Овие бројки ги нема многу посериозни држави од нас. Да приличиме една Франција да ги кажете овие бројки, ќе се запрепасти веројатно колку ние филмови продуцираме годишно. Да. Значи Боливуд може да ни позавиди. Јас морам да ви исправам. Да. Јас би бил задоволен за бројките вие што ги кажавте, јас би ги прифатил. Меѓутоа реалноста. Јас извинувам што користам овакво материјали, зашто ова не е за нормална човечка глава, е само за овој компјутер со многу меморија. Од 2008 до 2016 година се 268 филмови снимени. 268 филмови. Зборувам за сите жарно. Да. Само за илустрација, 113 играни филмови се снимени, со малцински копродукции и со мнозински дел. Во 2015 година, 30 филми, играни. Ја ви викам дека, она што го кажа не Франција, по глава на жител, да не зборувам по мок на економска мок, ние сме шампиони света, Европа и на свемир. Добро, господине Този, каде се тие филмови? Мислам, 30 филма само во 2015 година. Јас мислам дека дали ќе наброиме 30 македонски филма во историја. Еве направите една анкета, прашате ги гледачите од кои што се финансираат сите овие филмови, за кои од тие филмови што се тие набројки. Веруете ми, јас сум 60 и нешто дена таму на работа, одам 60 и нешто дена. Ја не можам бројкиве да земам да ги меморирам, не можам филмовите да ги најдам, не можам да ги запамтам. Значи неверојатно море од информации. Еден квантитет енормен, да не зборувам за квалитетот. Квалитет минимален, или да не бидам толку строг никако. Минимален, да, има 5-6 филма можат да ги задоволат стандардите и да бидат прикажани на некои фестивали и да човек со дигната глава да оди и да на фестивале да каже да, тоа е филм од Македонија. Имаме повеќе да кажам успех имаме во кратките филмови и во главном успесите ни се кај младите луѓе. Не кај овие етаблирани или имаме ние режисери и продуценти кои се редовно претплатени таму. Да, за претплатниците ќе биде интересно да се прозбори малку. Добро, имиња кои постојано се повторуваат, баш како претплатници. Да, за тоа, но и не одговоривме за ова. Што е со проектите? Што се платени, а не се направени? Значи, има ли такви? Има ли такви? Значи, и дали ќе правите ревизија? Има такви проекти. Моментално во фаза сме на консолидирање на ситуацијата, а што агенцијата, не сакам да кажам со многу пари, тоа посебна пресконференција или овакво информации ќе бидат дадени, со колку пари е отворена агенцијата за филм во овој момент, со колку продуценти има подпишано договори, али во овој момент, ако ме прашате, има 113 филма во овој момент. Сега, денеска 113 филма кои се филма во фаза на снимање, на предснимање, на кој има договор со агенцијата за кој добиле или 5% или 70%, зависи каков е овој договорот. При тоа се од тие 113 филма се 76 продуценти. Вкупната бројка на продуценти кои има поминато преку агенцијата за филм се над 200. Дали Македонија има 200 продуценти? Добро, вие ќе можете да ги платите тие 113 филма? Тешко. Јас се обидувам да она што вие ме прашавте, дека ако филм е почнат, исто како серијата, и не е завршен, кај серијата се многу пари дадени и голема штета ќе биде од серијата. Јас се надевам дека, не сакам да преудуцирам, али очекувам ден, утре, заутре, прекутре, да оној бројчаник кој беше најавен од владата, агенцијава за филм, тие пари што се останати на сметката на Јадран Филм Скопје, ќе ги врати. Колку се, не знам во моментов.
И некоја пара има, ама колку се не знам. Така да и за другите, на сите кои им се дадени пари, кои не ги исполнили условите, пуштени им се писма да, кај што има услови за прекин на договорот, кај што има рокови, зашто во април месец оваа година, кога веќе изборите беа завршени, која се знаеја многу работи во кој смер ќе оди државата понатаму, склучувани се договори за до 2021-2022 година. Тие договори се валидни, се уште јас не можам да ги раскинам. Али во тие договори има негдека некои клаузули кај што вика дека треба да најде копродуцент, треба да најде партнер. И ако не го нашол, тука има некој простор кај што агенцијата може да делува и да го раскине договорот. При тоа, не зборувам да се раскинат сите договори, тука има сигурно и квалитетни дела кои треба да се поддржат. За овие 60 дена еден филм од која сум јас таму, еден филм кој беше одобрен од претходната директор, од претходната власт, да кажам, филмот на Јани Бојаджи е завршен со снимање, почнат е нов филм на Борјан Зафировски да се снима, така да оние филмови кои на вистина се трудели режисерите и продуцентите да земат да ги снимат и се правно со документи од било кој начин исправни тие одат. Така да нема жалење нов директор па све стопираше ново. Али сегде, ќе потенцирам, сегде, кај што има услови и кај што има лажни документи, а има доста такви продуценти кои поднесуваат продуценти од Америка, поготово од Канада, кај што вика тој ќе ми даде 3 милиона, овој ќе ми даде 4 милиона, тоа не е вистина. Јас сум се јавил на некој на телефон, уопште не се ни информирани за проектот, тие ќе бидат раскинати. Да. Василевска, вие гледам дека како новинар прилично ве заинтересираа податоците, особено за бројот на филмови кои биле. Да, не е дека не ги знаев, меѓутоа вака некако јавно се поинаку прозвучаа тука. Да. Некако и вас ви дојдоа многу изгледа. Да. И Тоа е една абсурдна ситуација. Тука нема едноставно што повеќе да се каже дека ситуацијата е апсолутно абсурдна, како што вели Роберт веројатно Насков. ќе слушнеме ева и во иднина кои луѓе ги земале тие проекти и веројатно дека ќе видиме дека како што кажавте вие доста луѓе се повторуваат. Да, тоа е едните индикативно, исти тоа е ликови. нешто кое нели беше пракса така во минатото. Јас не знам доколку се случува. Еден режисер, не знам, еве кај нас дали работат во тандем, продуцент, режисер и така натаму. Значи нема да зборуваме за оние кои се сосема непроменливи како едни кои известно семејство кое има нели своја продукција и каде што таму сите заедно работат со години и добиваат средства од државата за правење на филмови. Значи кој едноставно тука доколку има конкурс се подразбира дека таа продукција заедно со тој режисер ќе добие средства за да го работи. Сега, тука ништо не би било спорно доколку тие филмови нели одат на фестивали, не знам, постигнуваат некакви многу сериозни успеси, пополнат киносали и така натаму, значи се со некако врвен квалитет и така натаму. И ета, ајде да кажеш зошто да не, макар што и во тој случај би било нели невкусно да не се даде шанса на некои други луѓе кои можеби тоа може да го направат исто така добро, затоа што ние имаме мала кинематографија, не можеме да направиме производство од нели толку многу филмови годишно, така што треба да се даде шанса врз основа на некакво сценарио како што тоа вообичаено треба да се прави. Јас не би се согласила како што вели Горијан Тузија дека ова прв пат врз основа на синопсис да се добие средства, затоа што јас се сеќавам дека и во минатото сум пишувала за известни режисери кои имаат добивано средства врз основа на синопсис, дури и тие и бесрамно се имаат гордеано со тие нивни 10 реда синопсис врз кои добиваат да речеме некоја милионска сума за работење на филм и ги имаат сработено тие филмови. Не би сакала сега да именувам, меѓутоа еве гледам дека во дел од овие нели обемни бројки има исто така такви режисери кои се повторуваат, значи кои имаат во најава да снимаат некакви спектакуларни филмови за цареви, воени, повторно се тоа прескапи проекти, а имињата и кредибилитетот на самите режисери. Најавени се проекти за Цар Самуел, за Александар македонски проекти кои исто така господине Тозија тие стојат во агенцијата ќе се прават. Да, Поставуваме дека тие се исто така со големи буџети. Тие се со големи буџети и еден од ова предмалку што го кажував се однесува токму на еден од овие филмови. Ја мислам дека агенцијата ќе има еден друг пристап. Мислам дека она што е филм од национален интерес, како досега се подразбираше дека тој мора да биде историски, да ја глорифицира
минатото, историјата на Македонија, тоа нема да биде понатаму. За мене филм од национален интерес е секој добар филм со кој Македонија ќе се представи во едно добро светло, кој ќе каже, браво, тука има талентирани луѓе, тука има млади добри луѓе, тоа е земја која оди напред. Ќе се води сметка за повеќе за младите луѓе, за младите режисери и младите сценаристи да добијат шанса. Нормално, ако се појави некој проект и од некој од овие што ги викаме етаблираните, и тој ќе биде поддржан. Меѓутоа, да ви кажам една работа, кога нешто менувате, било што кога е тешко, поготово во Македонија, агенцијата беше не беше тоа агенција за филм, тоа беше агенција на еден одреден начин, агенција за корупција. Или со нас, ако не си со нас, бар да ќутиш, или да биде со нас и да не поддржуваш во она што ние го работиме. Таа работа заврши. Да. Ако почнат мене да ми се јавуваат на телефон за да му дам на некој режисер и да добие филм, тоа треба да бидат свесни дека ќе најдат на отвор. Да. Господин Насков, како дојдовме во ситуација, да не одиме премногу назад, да одиме во модерна, во современа независна Македонија, од оној предождот на господинот Манчевски, да дојдем па и на некои ваши филмови, да не мора да бидеме нескромни, да дојдеме во ситуација таков пат на квалитет, па сега дури и да немаме филмови никакви, само да имаме буџети, дадени пари, и годинава ми се чини немаме ни кандидат за Оскар, така? Да, оваа година по втор пат се случи да Македонија нема свој представник, што се разбере резултат на лошата состојба во која што се наоѓа македонскиот филм. Како дојдовме до ова дереже? Па дојдовме на тој начин што филмот го превзедува нефилмски луѓе. Бидејќи се работи за еден процес се разбира, не е баш процесот е долготраен, работите да. не се случуваат преку ноќ, нити па може да се поправат преку ноќ, што е исто така пострашно во целава ситуација. Значи, филмот, за жал, а за тоа е многу крива фелата, значи моите колеги, дозволивме да филмот го превземат нефилмски луѓе. Нефилмските луѓе финансираа квантитет. Бројките го покажуваат тоа. Ние не можеме во овој момент да разговараме за квалитетни македонски филмови. Односно, може да разговараме, али тоа се инциденти. Тоа не е плод на некаква стратегија, тоа не е плод на некакво си финансирање и правец во кој што ќе се движи македонскиот филм. На чело на агенцијата во изминативе десетина години седеа луѓе кои што воопшто не го разбираат филмот. Ние сега како филмска фела, јас и моите колеги имаме навистина, би рекол, можеби последна шанса како генерација да направиме нешто конечно добро за нашата професија и за филмот во Македонија. Бидејќи имаме прв пат за начело на агенцијата колега со кој што разговараме на ист јазик, со кој што сме на иста фреквенција, би рекол. И затоа треба сите заедно да седнеме. Ние имавме пред некој ден заеднички состанок, трибина, во организација на Друштвото на филмски работници, во соработка со Агенцијата за филм, каде што имавме една навистина плодна и конструктивна дискусија, заедно со колегите. Разговаравме за можните измени за законот за филмска дејност, кај што се согласивме дека бидејќи тоа законот за филмска дејност за филмаџиите представува Библија, ние мораме да работиме и да се согласиме кој некои критериуми и правила по кои мора да работиме. А законот за филмска дејност е катастрофално лош и тој едноставно не нуди развој на филмската дејност. Тој е еден политиски ригиден закон кој што ја става во подредена позиција филмската професија и продуцентите кои ги водат филмските дела, а се става во заштита на Агенцијата за филм. Односно, обврските само ги подпишувате вие кога подпишувате договори, а агенцијата е комплетно заштитена на начин кој што вие се третирате едноставно дека сте како криминалец и треба кроз филмот и кроз проектот и со договорите да го докажете спротивното. Значи, мораме да седнеме да ги направиме измените. Немаме време, бидејќи навистина треба да почнеме да работиме. Сега кога агенцијата ќе се занимава и со овие проекти, меѓутоа тоа не е основната дејност на агенцијата. Агенцијата има зошто е формирана да направи стратегија за развој на филмското производство, за дистрибуција, прикажување и така натаму и така натаму. И затоа ние треба да седнеме потхитно да ги направиме измените, а во догледно време и да работиме на изработка на нов закон за аудиовизуелна дејност, мораме да бидеме во чекор со европските регулативи
и едноставно да не дозволиме да има толкав вакуум од успехот на преддождот до некои нови успеси кои што се надевам дека ќе дојдат во наредниот период. Мораме да имаме стратегија, стално ја спомнувам стратегијата, бидејќи ако го више ги спомнуваме Хрватите овде во негативен контекст за жал, ние прилично добро соработуваме со останатите колеги од Хрватска, имаме многу копродукции со нив, тие направија стратегија која што кроз 6-7 години на нив им донесе резултати. И затоа тие филмови се сега гледани и учествуваат во големите филмски фестивали од А категорија. Така да мора да се фатиме за работа, не можеме сега да се жалиме дека некој друг ни ја крое судбината, дека политиката на овој или начин ни се меша во проектите. Мораме седнеме заедно со агенцијата како партнер и да направиме правила на игра во кои што сите ги почитуваме. Да, господине Тозија, еве кога зборуваме за законот за филмска дејност, тука има и други некои прашања отворени. Например, Сдруженијата на кабелските оператори поднесува иницијатива до Уставниот суд за некои одредби од законот, каде што кабелските оператори и телевизиите треба да даваат одреден процент за филмскиот фонд, за агенцијата за филм. Значи, тие велат дека тоа е, значи, неуставно, дека ги прекршува некои основни правила на слободниот пазар, на функционирање на фирмите, бидејќи сега се води дека тие некако, ако се кабелски оператори или ако се телевизии, дека се некако поврзани со филмови, па треба да даваат пари за развој на филм. Но сега тоа е една апсурдна ситуација каде што сите фирми кои се од некоја дејност, да речеме фирма која се занимава со водовод, би требала да дава дел од процентот за, не знам, за водоводна мрежа или за нешто друго. Значи, тие се компании кои плаќаат даноци, кои имаат вработени, кои веќе ги плаќаат сите обврски кон државата, а се оптоварани додатно да даваат и за агенцијата за филм. Да, тоа не е искуство од Македонија. Тоа е кога се правеше новиот овакво закон, кој законот сам по себе не чини и тоа е друг овакво проблем. Тоа е превземено од некои западни земји во окружението. Втора работа, тука беше додадена исто и процент од игрите на стреќи и кладинјонците, кои Уставниот суд исто го стави во некое мирување и е сега ван сила на закон. Мислам дека може и тука да земе да се разговара, меѓутоа, секој оној што прикажува некој аудиовизуелно дело, дали е кабелска телевизија, дали е локална, дали е телевизија на национално ниво, па дури дека е само трансмисер на аудиовизуелни дела, е на некој начин во корелација и може да биде зафатен од дел на неговата добивка, да е мал процент, тоа не се големи проценти, тоа се минимални проценти, да дава и за ово. Тоа можеме да го разговараме. Еве, колегата рече, нас ни треба нов закон за филм. Во тој нов закон за филм, се надевам ќе бидете повикани и телевизиите, и кабеловските оператори, па да најдеме некој решение кој ќе одговара и на... Добро, знаете што, може би тоа се мали проценти, но свесни сме дека во Македонија се работи прилично тешко, работите за фирмите, за компаниите се тешки, се работи во тешки услови, а едно од заложбите на новата влада е тоа дека ќе се овозможи подобар простор за работа, подобра атмосфера за работа на компаниите. Може би, еве, како што велите, треба да се види за тоа. Значи, од една страна ќе се овозможи, да кажам, на компаниите овие вие кои ги спомнувате со тој 0,00,5%, од друга страна ќе се оневозможи да правењето на филмови, дека ни една земја само преку буџетот кој директно оди од Министерството за култура нема. Ако ја видите на Енглеска, ако ја видите другите земји, кај нив од лотеријата идат големи пари. И мора да се најде некој начин дека она што како пара од Министерството за финансии према Министерството за култура и Агенцијата за филм, тоа не е доволно и нема развојна компонента. Јас сум за разговор и ќе ги направиме тие работи и мислам дека ќе се убедиме едни со други, ќе најдеме некој решение кој што ќе бидеме задоволни. Дали на телевизиите ќе им се дава дел на продукцијата, да ја имаат нормално дека ја плаќаат на еден одреден начин продукцијата, па да им се врати тоа некој аудиовизуелно дело со некое право на прикажување, тоа има... Токму тоа сака да ја прашам. Значи, токму тоа ме беше другата поента, бидејќи тоа е уште еден проблем. Значи, плаќаат сите телевизии, да речеме,
А потоа продукцијата не ја добиваат сите телевизии подеднакво. Туку гледаме дека некои серии се добиваат фондови за да се емитуваат на одредени телевизии, одредени продукции, а некои не, а сите плаќаат. Тука исто така нелогично како се распределуваат. Има простор за разговор, ќе седнеме тоа и друг пат беше загаднато ова прашање, мислам дека има простор за разговор и за наоѓање добро решение. Да. Да, има во овој контекст има една небулоза во законот, во постоечкиот закон кој што вика дека после одредено време, 2 години ми се чини дека било која од телевизиите кои што оперираат во Македонија може да го земат филмското дело од агенцијата за филми да си го прикажуваат без надомест. Тука доаѓаме до проблемот со авторски права, доаѓаме до тоа кој е собственик на самиот филм. Така да многу работи се недоречени, односно се лоши во законот за кој што треба да се разговара и со вас телевизиите, се разбира и треба да се смени законот за авторско право, законот за ДДВ, многу работи ги третира законот за филмска дејност, меѓутоа не се компатибилни со веќе постоечките закони. Да. Добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Почитувани гледачи, останете, се враќаме за кратко.